прво деби за мене како селектор на македонската репрезентација, светскиот првак, двократниот светски првак, олимпискиот првак актуелен, репрезентацијата на даска. Денес се собираме во некомплетен состав, очекуваме понеделник да се комплетира репрезентацијата. Некои играчи се уште имаат обврски кон своите клубови, во контакт сум со сите, веќе имаме дефинирано. Понеделник 90% се комплетираме, Жарко Пешевски доаѓа понеделник вечер, затоа што имаше проблем со летовите. Вторник Сабајле веќе ќе бидеме комплетирани. Мислам дека имаме доволно време добро да се припремиме, затоа што успеавме и на преворот кој што беше закажан во среда да го преместиме во четврток. Овие 2 дена ќе ги искористиме некои играчи од Македонската лига и клубовите што ни излегува во пресет, сакам да им се заблагодарам, што ги поместија своите надпревари, да добиеме 2 дена повеќе за подготовки и овие млади надежи кои што надоѓаат да имаме повеќе време да работиме. Посакувам модерна Македонија. Македонската публика, македонскиот наивач не можеш да го прелажеш, ова е ракометна нација. Ги знаеме повеќе и помалце недостатоците на нашата репрезентација од минатото. Сме во некое време каде што имаме некоја промена на генерации. Тоа треба да го правиме конкретно, постепено, меѓутоа во меѓувреме да мислиме и на резултат, да продолжиме со континуитет на големите надпреварувања, а во меѓувреме и да ја создаваме таа нова Македонија, нова репрезентација. Идеи има многу, времето е тоа што го имаме. Ќе пробаме максимално да се посветиме, јас како селектор и мојот стручен штаб, моите соработници. Верувам многу, имам голема верба, имам голема желба и ентузијазам да работам. Имаме направено конкретен план што се однесува до Данска и што се однесува за сега и за иднината на македонскиот ракомет. Треба да одиме чекор по чекор, да било каква победа да останеме цврсто на земја или било каков пораз не очекувам да не ни ги поремети плановите. Ќе бидеме максимално посветени, мислам дека имаме квалитети во стручниот штаб, во стручниот кадар, мислам дека имаме квалитети во овие млади момци и дека Македонија не треба да стравува и мислам дека ќе направиме добра работа и македонскиот ракот има квалитетна иднина. Јас би бил најсреќен да не морам да играм. Меѓутоа, како што рековме, имаме краткорочни и долгорочни целеви. За да ги исполниме долгорочните цели, треба да ги исполниме краткорочните цели. Јас секој момент кој што ќе проценам или процениме дека не треба да бидам на терен, би бил најсреќен да не бидам и да се одидат све како што имаме предвидено. Не случајно затоа и земав повеќе соработници, помошници, да може да ми помагаат и тоа да делува квалитетно. Сум подготвен. Јас, колку сум, 20 години интернационалец, во 90% од случаевите каде што сум играл, дали се работи во репрезентација или во клубовите каде што сум настапувал, сум бил десна рака на секој тренер, сум бил на располагање, сум помагал, сум давал сугестии. Така да мене ми е таа позната улога, јас не сум, како да кажам, така возбуден или несигурен, напротив. Меѓутоа предизвик голем е предизвикот, меѓутоа верувам дека она што имаме зацртано дека ќе го исполниме квалитетно. Јас се надевам дека Филип Миркуловски нема да престане со активни играње ова година, се надевам дека и се пласираме на Европското првенство во Унгарија и во Словачка и се надевам дека јас како селектор и македонската јавност ќе го гледа и на тоа Европско првенство во Унгарија и Словачка. И Филип Миркуловски за се што има дадено за Македонија, мислам и заслужува да заврши со едно големо надпреварување. И друга работа е пандемијата, која што е во текеве повеќе од година дена. Мислам дека играч како Филип Миркуловски не ни заслужува да заврши својата играчка активна кариера во еден ваков вид на пандемија, со ковид пандемијата. Мислам дека тоа треба да биде едно достојно опрстување пред полна сала и јас му посакувам и ќе направиме све тоа да биде така. Видете, со Билјана имам позитивно искуство, затоа што работеше во КЛ7. Она што таа
квалитет го допринесе во клубот. Јас сум премногу задоволен. Има големо искуство во Вардар затоа што работеше со Раул Гонзалес и со Парондо, кои што исклучително ги почитувам. Системот кој што ние ќе го гајме као македонска репрезентација е нешто, ајде да не кажам исти или сличен, као што тоа го правеа Раул и Паронда, каде што Билјана тоа добро го познава и мислам дека не случајно е викната во нашата македонска репрезентација. Ситуацијата е ваква. Ситуацијата, Дејан Кокуловски е позитивен на COVID-19, затоа не бе во краткиот список, иначе ќе беше повеќе во краткиот список. Таа информација се уште не е излезена од ракометниот клуб Пелистер Еурофарм. Марко Мишевски е исто COVID позитивен од Вардар. Два играчи за мене као селектор доста битни во концепцијата што е имав замислено за надпреварите со Данска и за иднината на нашиот ракомет. Меѓутоа што е тука нема да се жалиме. Имаме дополнителни опции, затоа имавме список од 35 играчи, ќе добијат шанса некои други играчи кои што треба да ја искористат. Им посакувам на Кокуловски и на Мишевски што побрзо да се опораат. Мислам дека во нив има иднина, дека се надежи, дека веќе има и квалитет и стварно жалам што ќе ги немам сега на располагање и би било добро да барем да беа тука да ја осетеа атмосферата, но се надам дека брзо ќе се опорават и веќе во наредниот период против надпреварите со Финска и со Швајцарија дека ќе бидат во една добра форма и очекувам многу од нив во игра.